Датумот за почеток на преговори со Европската Унија е политички можеби најактуелното прашање во овој момент. Големо разочарување предизвика одлуката на Советот на ЕУ да ја одложи одлуката до октомври. Во заклучокот сега зависи кој како ги чита и ги толкува, нема гаранции дека и во октомври ќе има датум. Дали вие верувате дека сепак октомври ќе биде последната подвижна мета на овој план? Реално, европските институции така постапија заради ставот на германскиот Бундестаг. Она што е важно, и ја не сум сигурен дека до крај ги убедивме нашите луѓе, нашиот народ, меѓутоа за тоа има куп докази. Одложувањето за септември, односно октомври, септември Бундестагот, октомври европските институции, е само од технички причини. Че можеме да седнеме да ги анализираме сечи изјави, вклучително и на владеачката партија во Германија. Може би еден двајца пратеници ќе кажат, треба уште нешто, меѓутоа ставот на германската влада е кристално јасен. Ставот на холандскиот парламент е кристално јасен во однос на таа така наречена motions или петиција документ, во однос на Македонија зборувам. На Франција ставот не го знаеме. Ставот на Франција го знаеме, мене ми е криво што луѓето од влада кои доаѓаат кај тебе тоа не ти го соопштуваат или на македонската јавност. Ставот на Франција е кристално јасен. Зборам за Македонија, за Северна Македонија, е чист дека тие нема да прават никакви приговори за почнување на преговорите. Значи, ви тврдам дека во овој момент, вие можете на маргините на дебатата и во Франција да најдете некој кој ќе рече, например, Натали Лоизио, министерката досегашно за Европа, ако не се лажам, ми беше името, која има и беше во Скопје. Кај нас позната, да. Беше во Скопје, имаше брутални ставови. Бев шокиран од тие ставови. Таа беше сега во кампања за Европскиот парламент и доби место и вели, и кога бев министерка, вели, ја ги блокирав Албанија и Северна Македонија, што не е точно. Не сме блокирани ниту денес, ниту во време кога таа била министерка, че такви изјави ќе чуете, но ви тврдам, ниту францускиот председател, ниту француската влада има против почнување на преговори за нас што е можно побрзо, вклучително. Значи само Сигурен сте во ова? Апсолутно. Апсолутно, значи разговарав со сите битни носители на функциите во клучните европски држави или во оние што до сега беа прецепирани од различни причини како можни, да ги наречам, обструктори на процесот. Значи зборам за Франција, Германија, Холандија и Данска. Значи вие сега го сведувате прашањето на неможноста или не? Да. Еве да ви кажам, од овој момент, значи германскиот Бундестаг не е, да се изразуваме пежоративно за нашиот парламент. Не ова нашиот македонски парламент или не знам кој парламент, па ќе се сретнеме вечерва, ќе се договориме по телефон или на Viber и ќе издасаме 150 закони во една ноќ. Еве да ви кажам, од овој момент сега се знаат двете сесии есенски кои ќе се одржат во септември и се знае дневниот ред на германскиот Бундестаг. И на првата сесија која ќе биде 13 до 15 септември и на втората која ќе биде во последната декада на тој месец. Така работат германците. Од она што го чув од премиерот Заев, од неговата средба со Ангела Меркел, значи без дилема е дека ставот е тој.